во последниот дел од нашето утринско дружење. Јас сум овде во друштво на шампиони и на вистина многу ни е убаво. Со мене ова утро се каратистите од клубот Фунакоши Гичин, клуб формиран во 2003 година. Еве вака јас ќе ја представам прво нашата тренерка, асистентка на тренерот Тоше, Јована Манчевска, а Јована ќе ве представи сите вас, односно вие сами ќе се представите. Јована, добро утро. Добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Голема благодарност што не поканивте да бидеме дел од вашата емисија. Како што кажавте, јас сум Јована Манчевска, тренирам во карате клубот Фунакоши Гичин. Изминативе 3 години сум помошник тренер, односно асистент на мојот тренер Стојан Андриевски. Голем поздрав до него. Ова се само мал дел од нашите учесници, нашите... Толку ни собираше просторот, ама нареден пат ќе ги представиме и повозрастните. Ај вака да ги поздравиме. Максиме до тебе. Да. Максим, ќе ни се представиш? Да. Повели? Јас се викам Максим, имам 9 години, тренирам во Фунакоши Гичин и мислам дека сум добар и дека... Не си добар, ти слушнав дека само злато признаваш, ништо друго, така нели? Дека Да. секогаш победуваш на сите надпревари каде што си учествувал, секаде си освоил прво место, така нели? Да. Како бе, Максим, како успеваш така? Па, бидејќи се трудам, бидејќи вежбам упорно, не се откажувам. Колку години тренираш? 3. Браво. Имам почнато од 6 и имам 9. Ма браво. Секоја чест за Максим. А до Максим веднаш е? Анастасија Стојановска, имам 11 години, тренирам во Фунакоши Гичин клубот и тренирам 7,5 години. Браво. Од својата 6-та година, така нели? Не. Не, порано? Тренирам од 4 години. Од 4 години. Да, лоша математика јас. И- Направи добро. Имам како на повеќе надпревари имам освоено злато, највеќе медали златни. Па злато имам него како? Ние само со 11 злато овде или имаме 10. работа. И имам многу пехари. Браво, секоја чест и за тебе, Анастасија, на вистина. И тука најголем батко во друштвото ни е Славен Огненовски, тренирам во Славен. Фунакоши Гичин, како што веќе знаете. Имам 13 години, вежбам 5 години. како ти е тебе тука во Фунакоши Гичин. Верувам дека тука сте едно многу Супер, големо семејство, одлично. каде што се надополнувате, се охрабрувате едни со други и кога нема да е злато, ами сребро или бронза, ништо страшно. Се знае Не е дека ќе страшно. биде Битно е нешто. Битно е нешто да се. Какви се твоите придобивки од каратето? Па ги имам многу медали, најмногу се злата. Какви промени ти почувствува во твоето детство, во твоето Па како секојдневие? почнав да вежбам карате, сум многу посмирен. Не само што сум физички посилен, туку и духовно. Духовно, тоа е најбитната работа, Да. што прави баланс помеѓу умот и телото каратето, така нели? Браво. И последниот батко во друштвото. Јас сум Симон Огненовски, имам 11 години, тренирам карате во Фунакоши Гичин. Тренирам од 5 години, сега имам 11. Тоа се 6 години тренирам карате и освојувам многу медали на секој надпревар. Браво, и дел од медалите ги имаме овде и дел од дипломите. Ова се само дел, многу беа тешки, многу беа по број за да можеме ние сите да ви ги презентираме. Ама ова е вака нека биде потсетник колку спортот, а конкретно каратето, е битно во најраните години, па и понатаму во животот за да формираме едни здрави личности. Не само физички здрави, подготвени, силни, туку и ментално и духовно јаки. Симон, Славен, Анастасија, Максим и Јована се овде да не подсетат ова утро за тоа колку е битно да бидеме спортски активни и да го имаме било кој од спортовите кои што ќе ги одбереме како еден начин како да ја балансираме нашата лична енергија, ама и како да ги коригираме некои неправилности во нашето растење. Јована, на кои нешта најмногу обрнувате внимание за време на тренинзите? Значи, како што кажа дел од дечкиве овде, на вистина, бидејќи јас од своја 5-та година тренирам карате,
Сега имам 21, значи полни 16 години. На вистина јас на своја кожа имам осетено какви придобивки имам од каратето. Покрај тоа што нели ние се трудиме и работиме на тренинзите за достигнување резултати, за освојување нели први, втори, трети места на помали, на поголеми меѓународни надпревари, многу влијае на самите карактеристики што ги добиваме ние како каратисти. Формирање на карактерот на човекот. Токму на тоа, покрај тоа што нели како што кажавте со секој спорт телото ни зајакнува, растеме, се развиваме правилно, имаме правилни навики, нели потреба од храна богата со нели потребни нутриенти, се она што е потребно. Сакам да споменам, а ти памти докаде застанавме, дека вашиот тренер Тоше, кој не е сега денеска присутен овде во друштвото, но е единствениот тренер, селектор кој учествувал на Олимпијада и заедно со една ваша колешка, каратистка, единствено од Балканот во Кати. Нели, кога се случи тоа? Значи Олимпијадата 2022 година во Јапонија што се одржа за прв пат каратето во историјата, значи зазема место да се појави како спорт на Олимпијада и како што кажавте, моја колешка од нашиот клуб под раководство на нашиот тренер Стојан Андриевски ја представија Македонија на таа Олимпијада во одделот на Кати. Браво. Бидејќи Јована го спомена начинот на исхрана, дека треба да е богат со сите нутриенти, со сите потребни состојки за да можеме ние да имаме здраво тело и здрав дух. Како се хранат моите каратисти денеска, Симон? Па се храниме здраво, со јајца, пилешко. Точно се знае во колку е оброкот или по потреба, како ни се јаде така? Дали имате дисциплина, бидејќи јас знам дека каратето и тоа, како е важна дисциплината во каратето? Треба, не може како сакаме да јадеме цело време благо, солено, туку брза храна. Да не јадеме брза храна, да јадеме зеленчук, овошје. И така се храниме? Да. Чесен збор? Да. Чесен збор, браво. Славен? Што ќе кажеш ти на ова? Промени ли нешто? Знам дека вие сите деца растете со помфрит, растете со сендвичи, растете со брза храна, па и со газирани пијалоци кои не спаѓаат баш во некоја здрава храна, но свесни ли сте за тоа колку е битно да направиме корекции од мали нозе за да можеме подоцна да имаме и здраво тело? Па да, јадеме ние и брза храна, Понекогаш. Да. Ама во умерена количина. Не го јадеме тоа секој дневно. Да, пред тренинг не треба да бидеме брзо јадени. Колку часа треба пред тренинг да сме јадени последен оброк да ни биде? Па јас обично 2,5 часа. 2,5 часа пред тренинг веќе да сме завршени со исхраната. Да. Навечер грицкање има пред спиење или нема? Забрането е тоа, така, нели? Одлично. Добро, Анастасија, кажи ни ти како девојче, бидејќи си една заедно со Јована во друштвово, имате ли многу девојчиња каратистки и како ве толерираат ли, имаат ли овие джентлмени околу вас, имаат ли обзир дека сте вие девојчиња? Има категорија за девојчиња и за машки, така? Па да, има неколку девојчиња кај нас во клубот и како правиме тимови и сега ние тројца, Симон, јас и Максим, имаме тим и сега на овој надпревар што ни иде, сега на тој треба да настапиме со нашиот тим и во малата група исто има, ама нема таму тимови, но има таму исто неколку девојчиња и но тие се во малата група. Добро. Максим, ќе ни објасниш ли ти што значат тие катите? Тие катите ги правите во тимови, така нели? Да. Како изгледа сето тоа? Катите значат како борба со замислен противник. Кога правиш катата, ти замислуваш дека се бориш со некого, а нема никој. И така ја правиш катата и
Ти си во тоа многу добар, така нели? Кој е во твојот тим, со кого ја правите катата? Јас, Анастасија и Симон. Значи тука имаме комбинација на машки и женски, така нели? Таму е Да. На дозволено. вакви клубски надпревари, да, сме микс, да речеме, машки-женски, меѓутоа на државно ниво, балкански, европски, си се поделени женски, поделени машки. Одлично. Да. Максим, многу ми е интересно како ми раскажуваш ти вака, како најголем во друштвото. Ама сакам да ми кажеш, има ли во овој спорт, во каратето, опасност од некакви повреди или комплетно сте заштитени од повреди? Па, комплетно да сме заштитени, бидејќи не се тепаме. Не употребувате сила, Да. нема изненадувачки удари кои што можат некого да го повредат, така, Да. нели? Од тој аспект сте многу безбедни, нели? Да. Да. Што е друго што е во овој спорт предност, да речеме, за да би се одлучиле да го одбереме како една од активностите кои ќе ја правиме? Што е друго предност имаш од каратето? Па, Дали си, да речеме, подобар во учењето? Откако почна да, односно ти од мал вежбаш карате, така нели? Дали ти во возможува подобра концентрација во учењето? да, Да? многу. Дисциплина дома има исто така и ти јадеш во стрикно одредено Да. време, нели? Пиеш газирано? Не. Браво. Вода и цедени сокчиња. Цедени природни сокчиња. Така е. Значи, овие мои каратисти ова утро, јас ќе ги наречам мои, бидејќи навистина ми го направи овој понеделник, ми ја направи и цела седмица многу поубава. И многу би посакала еден ден да дојдеме со нашата екипа и да ве снимиме токму таму каде што тренирате. Ќе ни кажеш ли, Јованче, каде е вашиот клуб? Сместени како можеме да ги информираме сите оние кои што сакаат да ги запишат своите деца, своите внуци на карате во вашиот клуб? Значи, нашиот карате клуб се наоѓа во општина Кисела Вода. Тренинзите ги одржуваме понеделник, среда и петок во основното училиште Круме Кепески. Слободно може да не најдат под нашето име на клубот Фунакоши Гичин. И на Facebook имаме страница, и на Google имаме страница. Таму може да дознаат многу повеќе информации, кои сме, точно да си добијат локација, каде се наоѓа, за оние што... И за сите неопходни други информации, да, ќе добијат и контакт телефон, предпоставувам. Да. Мене ми представуваше големо задоволство што ве представивме ова утро. Се надевам дека следниот пат ќе ги представиме и вашите постари колеги каратисти. Само кажи ми накратко за каде се подготвуваме сега следно, Максим, за кој надпревар? Се подготвуваме за надпреварот во Тетово. Тоа е брзо овој месец или наредниот месец? За 2 недели. Да, за 2 недели. Браво. Симон, сакаш уште нешто да додадеш? Сите ќе се надпреварувате во Тетово? Па повеќе од децата ќе се надпреваруваат, но задолжително е сите да се надпреваруваат. За 2 недели ќе ни биде надпреварот. И многу среќа ви посакувам. И чекам да ми објавите резултати од Тетово и да се видиме Се надевам повторно. дека ќе имаме добри Сигурна сум. резултати. Сигурна сум дека ќе имате најдобри резултати. Многу ви благодарам, ги поздравувам и сите останати Само кои што не злато гледаат. треба да добиваме. Злато и така натаму.